Преку фотографии поставени на 11 паноа, првенствено најмладите, учениците од основните и средните училишта имаат можност да се запознаат со 5 еврејски приказни од Сплит, Дубровник, Белград, Битола и Сараево. Изложбата го сликува 20 век и таа е проект на Центропа и Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија и е насловена Изгубениот свет на сефардските евреи од Западниот Балкан. Благодарение на активностите на Центарот за култура Марко Цепенков и прилепчани имаат можност да се запознаат со македонската верзија на изложбата, која се прикажува и во други држави. Ова изложба е заеднички проект на Центропа и Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Инаку Центропа е еврејски историски институт, чија задача и цел е да ги зачува семејните еврејски приказни од 20 век. Животните приказни пренесени се преку фотографии кои тимот на Центропа ги дигитализирал. Од 2000 до 2009 година Центропа интервјуирал 1200 евреи од 15 земји во Европа. Изложбата има 11 панели и е дадена приказна на поедини семејства од повеќе земји, како што е Хрватска, Македонија, Србија, односно земји од регионот, за сето она што тие го живееле пред Холокаустот. Изгубениот свет на сефардите, самиот назив ни кажува дека за време на Холокаустот целата нивна историја и сето она што тие го граделе повеќе го нема и денеска е многу тешко сето тоа да се ревитализира. Значи на младите генерации сакаме да им оставиме порака дека сите тие работи кои што се случувале, односно теророт кој што е извршен врз евреите во Македонија и во регионот, денеска треба да го паметиме. Од 2000 година до 2009 година Центропа има направено 1200 интервјуа со евреи кои што го преживеале Холокаустот од Централна и Источна Европа и од Балканот. Изгубениот свет на сефардските евреи од Западниот Балкан е дизајнирана во 2017 година, а куратор на изложбата е Едвард Серота, кој е директор на Центропа.